Почитувани гевгеличани, вечерва сме тука во голем број, како што веќе и како што беше кажано, тоа станува традиционално. Македонија веќе 4,5 години има влада која што секоја година, најмалку еднаш, излегува пред граѓаните, разговара со нив, се соочува со проблемите и се обидува колку што може од тие проблеми да разреши. Почитувани присутни, во очи она што следува, во изминатите денови направивме анализа за тоа колку досега е спроведена програмата од 2008 година. После 2,5 години, програмата на ВМРО ДПМН гледано процентуално е над 80% спроведена. Поточно, од 1700 проекти кои што се наведени во таа програма, 1700, над 80% се веќе завршени, а добар дел од нив се започнати и се во тек. Морам да нагласам дека ние завршивме и многу проекти кои што не беа ветени или воопшто не беа планирани во програмата, но со текот на времето увидовме дека тие се корисни за граѓаните или дека ќе решат некои проблеми и затоа ги решивме. Течи проектот за изградба на социјални станови во Република Македонија, проект вреден 50 милиони евра, за кои што се планирани да се изградат 2.500 социјални станови во Република Македонија. Голем дел од нив веќе се завршени, еден дел се во тек, така што тој проект ќе си заврши во точно утврдената динамика и во точно утврдениот период, така што ово е еден од тие проекти кои што многу помогнаа во овој период и на одредени семејства, но и на многу работници во градежниот сектор да и понатаму продолжат да обстојуваат со своите работни места. Понатаму ВМРО ДПМН, одејќи по трибини, разговарајќи со луѓето, разговарајќи со граѓаните, увиде дека многу граѓани имаат сериозен проблем со изнаоѓањето на начин да го заменат своето премногу старо возило или да купат за прв пат возило. Од таа причина направивме корекции и во акцизите и во годините на старост за увоз на половни возила. Како резултат само на таа една активност 40.000 семејства во Македонија си купија возило. Тоа е резултат на нашата постојана комуникација со граѓаните, одење на терен и слушање на разни идеи и проблеми со кои што се соочуваат. Една од важните работи што треба да се спомне е дека веќе се заокружи финансиската проекција за доизградба на коридорот 10 или автопатот Александар Велики во делот на Демир Капија Смоквица. Тоа е околу 28-30 километри. Веќе практично можеме да кажеме дека кон крајот на ова или почетокот на следната почнува градба. Пред неколку дена беше кај мене подпредседателот на Европската банка за обнова и развој, која што ќе биде еден од главните финансиери на проектот, и тој ми потврди дека во април формално на бордот на ЕБРД, Европската банка за обнова и развој, ќе помине проектот за доизградба на овој автопат кој што ја поврзува Гевгелија и секако ќе значи многу за сите граѓани на Република Македонија. Автопат кој не беше случајно оставен, делница од автопат кој не беше случајно оставена, затоа што е најкомплицирана за градби, ќе треба многу мостови, тунели и така натаму, што секако ја качува и цената на градба, меѓутоа ние го имаме тоа ветено и тоа ќе се реализира. Она што исто така би сакал да го споменам е дека успешно се движат реформите во катастерот, во фондот за здравствено осигурување и во царината, и овие ги одвојувам посебно три, затоа што во минатото овие три институции има еден многу поразличен имидж од тој што го имаа денес. Денеска се далеку посредени, се разбира проблеми може да има повторно, јас не верувам дека нема ниту еден проблем, но далеку посредени, далеку поорганизирани, далеку поотворени за граѓаните и со многу модернизација. Ние сме во фаза на спроведување на проектот кој што и минатата година го спомнав, веќе е во длабока фаза на подготовки, некаде веќе и се спроведува за електронски катастер, што ќе значи да многу работи во катастерот граѓаните ќе може да си ги вршат преку компјутерот дома. И исто така во царината направени се толку многу промени
кои што им помагаат на фирмите кои што извезуваат и увезуваат, што можам да кажам дека не само што царината е најмногу пофалена во извештаите на Европската Унија, туку некои модели и практики што ги спроведува представници на меѓународната заедница бараат да ги презентираме во други држави, за да можат и тие да ги спроведат. Значи, спомнав 3 институции кои што беа буквално на врвот на листата за криминал и корупција во едноминато време, а денеска се пример за институции каде што има драстично подобрување на работите. Во меѓувреме започна и проектот за реконструкција на железничката пруга на коридорот 10. 17 милиони евра се инвестираат во реконструкција на железничката пруга за да се овозможи по-безбедно, побрзо, поефикасно движење на возовите на делот Табановце-Гевгелија. Така што и тоа е една значена инвестиција. И пред некој ден владата донесе уште една измена на закон што му е предложи на парламентот. Се надам дека ќе биде усвоена, која што долг период беше барана од страна на лицата со различен инвалидитет, односно слепите лица и лицата кои што се во најтежок инвалидитет. За нив за прв пат со закон ќе се одвојат средства за нега од друго лице, кое што ќе добива по 7.000 денари месечно за да врши нега на овие лица кои што се во најтешка ситуација како инвалиди. Тоа досега го немаше. Немаше кој професионално да на некој начин да им помага, земајќи за тоа надоместок од државата и да биде со слепите лица и со оние со највисок степен на инвалидитет кои што се во количка. Исто така се донесе и нова одлука која што се преточува во закон, да децата кои што се излезени од дом за деца без родители, доколку по 18-та година одлучат да студираат, тие во иднина ќе имаат не само она од помош што им се дава при излегување од домот од 3000 евра, која што во минатото беше 300 или 400 евра, па се зголеми на 3000 евра, ќе добиваат се додека се школуваат на факултет, на постдипломски. И доколку некој од нив се одлучи и за докторат, секој месец од државата ќе добиваат 18.000 денари секој месец како подршка да го продолжат своето школување. А оние кои што ќе добијат во меѓувреме државен стан од државата, тоа поддршката ќе биде 9.000 денари, 18 е затоа што се смета дека дел од нив што нема да има добиено државен стан ќе треба да најдат стан и да плаќаат кирија. Ние и понатаму ќе продолжиме да обезбедуваме станови за оваа категорија на лица. Над 100 деца излезени од дом без родители, веќе државата им додели станови. Тоа исто така никогаш во минатото не се случило. Во здравството, почитувани присутни, по долго години дезинвестирање, веќе започна не само да се набавува, туку да пристига и да се става во употреба огромен дел на ново набавена нова опрема во сите болници и клиники, односно јавни здравствени установи во Република Македонија. Владата направи еден програм кој што ќе чини некаде приближно 100 милиони евра за да набави опрема најмодерна, најсофистицирана за поголемиот дел болници во Македонија, речиси сите каде што има потреба, и веќе се склучија дел од договорите. Еден договор беше предминатата година во износ од околу 5 милиони евра, минатата година се склучи уште еден за 68 милиони евра, а во финална фаза сме да ги склучиме и преостанатите 3, кои што се заедно ќе изнесуваат околу 100 милиони евра, инвестиција во купување на опрема во болниците, клиниките и јавните здравствени установи. Втора значајна работа во здравството е што она што минатата година го оветивме, веќе започна реконструкција на голем број на објекти во кои што се сместени болници и клиники кои што се руинирани, и за тоа исто така ќе се инвестира приближно 100 милиони евра во 4 фази, односно во наредните отприлика година и пол-две. Трет, исто така многу крупен и значаен проект во здравството, би го споменал оној кој што практично за 2 до 3 месеци би требало да се пушти во употреба, кој што долго време го подготвувавме,
и сега е веќе подготвен и е во фаза на тестирање. Значи, се почнува да се применува, но не влијае директно на платите, туку само се вежба, за да се види да не има некоја слабост, пропуст, да се коригира подобро на време, доколку има некој пропуст да се направи во една реална ситуација. А тоа е проектот Плаќање по учинок. Ке ве подсетам, тоа е проект со кој што ќе се сменат некои работи во здравството, имено дел од платите на лекарите и медицинскиот персонал ќе бидат фиксни, но дел ќе бидат и вариабилни согласно нивниот учинок, согласно колку пациенти прегледале или извршиле разни интервенции. Тоа внимателно софтверски, компјутерски се ќе се бележи и на некој начин тоа ќе има влијание врз нивната плата. Значи 70% од платата ќе биде загарантирана, 30% ќе биде вариабилна, некој повеќе од тоа, значи некој над 100% ќе земе, некој по 100%, зависно кој колку работел. Така што од тој аспект, кога ќе заврши оваа фаза на тестирање и кога ќе почне реалната имплементација, секој од вас може да очекува од оние лекари кои што досега не биле доволно професионални, затоа што морам да кажам дека многу од нив се и професионални, совесни и честни и секоја чест на нивното работење, но ова го правиме пред се за оние лекари кои што паметот им бил на друго место, а не во она што треба да го работат. Можете да почнете да очекувате едно поинакво однесување, да станат одеднаш пољубезни, одеднаш да сакаат почесто да ве гледаат и да си одите што е можно позадоволни од нивната канцеларија, за некогаш повторно кога ќе имате потреба од лекар да ги одберете токму нив. Слушавме многу проблеми на граѓаните поврзани со суството. Направивме една обсежна анализа на состојбите и подготвивме крупни, би рекол и револуционерни измени во законите. Тоа го работевме и го подготвувавме повеќе од 2 години. Побаравме од над 30-40 адвокати да дадат своje мислење за тоа што не чини, а што треба да се смени, каде и во кој закон и зошто да го објаснат, бидејќи адвокатите се секој ден во судовите и тие најдобро знаат кои се фалинките во судовите. Во иднина, мислам дека ова стапува на сила од 2013, за да стане некој судија, прво ќе треба да има завршено факултет и постдипломски, поправен факултет, со најмалку просек 8 и на факултетот и на постдипломските. Второ, ќе треба да знае најмалку англиски јазик. Ама знаењето ќе треба да го потврди со полагање на меѓународна диплома, која што ја издаваат 5 најпознати меѓународни институции за тестирање по англиски јазик, и таму нема да може ни мама ни тато да купува дипломи. Ќе треба потоа да има 2 години стаж, работен стаж, малку во пракса, од другата страна, не одма во судот, а да не знае како изгледа од другата страна, значи во адвокатска канцеларија, во некоја компанија како правник и така натаму. И потоа ќе има право, ќе има можност, ќе има шанса да се запише на Академија за судии. Тоа е посебна институција која што и сега е веќе почната со работа, но сега може и со неа и без неа да стане некој судија. Во иднина, без таа академија нема да може да се стане судија. Ќе треба прво да се запише, па да ја заврши 2 години, па потоа да стане судија или обвинител. Сега, тука има друга работа, значи за да се запише, ќе треба прво да полага стручен тест, да видиме колку он за време на тој факултет научил, колку знаење стекнал, не само дипломата и оценките, туку да се провери знаењето колку му е. Второ, ќе има психолошки тест, за да видиме дали се работи за психолошки здрава личност. Тоа до сега го немаше. Трето, кандидатот ќе мора, тука во тој момент ќе мора да го положи меѓународниот тест за англиски јазик, а ако знае уште еден светски јазик, тоа ќе му биде предност при будувањето за прием. Понатаму ќе треба да полага тест за интегритет. Тестот за интегритет ќе има 2 дела. Еден дел ќе биде текстуален, значи ќе полага писмено. Вториот дел е распрашување за минатото на кандидатот од страна на екипа од судскиот совет. Значи, судскиот совет формира комисија
И таа треба да се распраша кој е човекот, и не е само да е стручен. Може да е криминоген, може да има многу лош карактер кој што после како судија може многу штета да направи на народот. Ова ние не го измисливме, ова е пракса во многу држави. Тестови за интегритет има во Соединетите американски држави, тестови за интегритет има во други држави, значи нас ни требат идните судии да бидат со поголемо знаење и стручност, но и со посилен интегритет. Да не биде само кој ќе му се јави таква одлука да прави. Ако му се јави Бранко Црвенковски, ќе направи такво. Нели он кажуваше пред некој ден дека по телефон ги диктирал одлуките. Тоа е таа работа. Значи, откако тука ќе се искристализира кој може да биде примен, кој не може, откако ќе ги поминат сите тие тестови, ќе се запишат на академија и 2 години треба да ја учат таа академија. Да ги положат сите испити и плюс имаат скоро полу од времето пракса. После тоа, кога ќе завршат академија, не може одма да станат судии во некој висок суд. Ќе мора прво од најнискиот суд, од основен суд. Ако дојде после до апелациониот, ќе мора да помине најмалку 6 години во апелациониот, за да може да се квалификува евентуално за врховен. Сега, кој ќе се квалификува? Тоа е големо прашање. Например, ода тројца суди у пензија од апелациониот суд и сега треба да се пополни со нови. Кој од тие што се во основните судови? Истото важи и за обвинителство, само таму е, се вика, нели, основно обвинителство, висше обвинителство. Кој од основните судии ќе биде тој кој што ќе може да биде унапреден? Затоа воведовме, за да нема влијанија, ургенции или не знам што друго, воведовме следење на нивната работа и бодирање на секој нивни чекор. Секоја нивна активност ќе добие или ќе губи бодови. Секој сработен предмет си носи бодови. Не секој исти. Има формула за оценка на сложеноста на предметот, бидејќи не е исто да направите судска пресуда за некој удес ситен на улица, со некоја минимална штета на возилата, и да водите судски процес за убиство на 5 луѓе или нешто слично. Едниот се завршува за 1 недела, другиот 1 година. Така да трудот не е исти. Затоа земено е во обзир сложеноста на предметите и секој судија си добива бодови за сработените предмети. Колку повеќе предмети, толку повеќе бодови. Зависно и од сложеноста, се разбира. Секој на секого ќе му знае колку бодови има. Секој си знае колку он има и многу лесно може да израчуна колку ќе има колегата судија. Второ, секој судија ќе треба многу да внимава што ќе се случува со неговите предмети откако ќе донесе одлука. Затоа што, ако на повисок суд му е поништат одлуката или му е приначат, тој губи бодови, затоа што донел лоша пресуда. Ако во 1 година му се случи на некој судија над 20% од решените предмети, повисокиот суд да му ги поништи, или над 30% да му ги приначи, тој судија по закон ќе биде разрешен од судскиот совет и нема веќе да биде судија. Не може на толку грешки тој да остане судија. Ако 20% од предметите му ги вратиле како погрешни, тој не е за судија. Судиите ќе треба да ќе бидат подложени на постојана едукација, но и парите за судството од страна на државата ќе бидат зголемени. Буџетот за судството секоја година ќе расте и е во законот точно напишано за колку посто од бруто домашниот производ годишно ќе расте буџетот на судството, за да за неколку години порасне од 0,4 колку што е сега на 0,8% од бруто домашниот производ, значи дупло. За 3 до 4 години ќе имаме дуплирање на судските буџети. Судскиот совет со закон сега се задолжува најмалку еднаш во месецот да има седница јавна. Сите седници ќе му бидат јавни, но оваа ќе мора да ја најави во медиумите, по закон така е оврзан, за да може секој граѓанин да присуствува и секој медиум да присуствува на таа седница, на која што ќе се разгледуваат една по една сите жалби од граѓани, од судиите,
незадоволни од однесувањето и одлуките на некои судии. Со новиот закон, судскиот совет во рок од 30 дена мора да ја разгледа секоја жалба на таква отворена седница во присуство на медиуми, граѓани кои сака да влезе, и во рок од 60 дена мора да се произнесе дали ја прифаќа таа жалба од граѓанинот или не ја прифаќа и да образложи зошто не ја прифаќа. Секој судски предмет во парнична постапка, за секој чекор има рок, откако ќе се прими пресудата. Има рок за колку време мора да се распредели на судија, а распределбата мора да ја прави софтвер, а не да си ги бираат судиите. Судијата откако ќе ја прими има точен рок во кој што мора да свика рочиште. Ако рочиштето се одложи, има точен рок во кој што мора да се свика ново. Овие работи сега како ќе стапуваат на сила, така ќе ги забразуваат предметите. Така се поретко ќе ни се случуваат несоодветни одвагања и несоодветни работи. И ова што ви го збораме е само еден мал сегмент. Тоа е тоа за што збориме реформи во судството. Реформи значат промени на подобро. Ова се промени кои што треба да дадат подобро. Следната работа која што исто така значена се реформи во јавната администрација. Ќе се воведе проект со кој што сите институции ќе се поврзат помеѓу себе електронски. Тој го викаме интероперабилност. За да граѓаните, кога имаат потреба да извадат некој документ, за кој што е потребно преходно да се извадат други 3-4 документи, па со тие 3-4 документи да се дојде на шалтер за да се извади финалниот документ, за да не мора да одат по другите шалтери, туку тој шалтерот што треба да им го издаде крајниот документ, по службена должност, да си побара од другите државни институции и да си добие информација, а да не го праќа граѓанинот доди од шалтер на шалтер, да чека, да губи време, пари, денови, за да ги собере сите документи и со тој документ да дојде на финалното место. На тој се оди, се поднесува барањето, а потоа службеникот таму си бара, ако му треба од катастер, си бара од катастер, ако му треба од централен регистер, си бара од централен регистер, ако му треба од судот, дали сте осудувани, не сте осудувани, ќе си провери у базата електронски и така натаму. Веќе сега, 4 институции ги поврзавме електронски. И тие електронски ќе си проверуваат за сите други документи. Тоа се катастерот, централниот регистар, управата за јавни приходи и царината, а наскоро и Министерството за внатрешни работи. Само овие 4 електронски што ги поврзавме институции ќе намалат 150.000 одења на шалтер годишно на граѓани. Тоа не е малку, значи само 4 веќе поврзани електронски институции. Што ќе остане кога сите ќе се поврзат? Следна работа е што за државниот службеник кој што работи со странки, со граѓани, на него му се определуваат рокови за секој чекор, за да не може веќе работите да ги става во фиока и да се чека. Например, добива некој барање од граѓанин. По закон му се определува рок во кој што мора да одговори. Најчесто тоа е 30 дена, некаде у некои по-сложени работи е до 60 дена. Во тие 30 дена службеникот мора да одговори. Доколку не одговори, веднаш граѓанинот може да прати писмо до раководителот. Тоа е министерот или директор. Директорот или министерот е должен во рок од 5 дена да му го реши проблемот. Доколку не го реши, на крајот ќе ви ги кажам санкциите кои се, само почекайте малку. Доколку не го реши, граѓанинот поднесува жалба, запамтете, до управната инспекција. Таа ќе добие сега голема моќ. И таа ќе биде еден од главните двигатели на менување на состојбите во јавниот сектор. Инспекцијата е должна во точно утврден рок во законот да провери дали е тоа точно, бидејќи може некој да ја лаже. Доколку е тоа точно, му дава краток рок од најмногу 10 дена на министерот или на директорот и на службеникот да ја заврши незавршената работа. Доколку не ја заврши у тој рок, еве ги казните. За службеникот кој има 30 дена, казната за секој поединечен таков предмет е од 1500 до 3000 евра. Плюс можност
за кривично гонење заради неизвршување на работата која што си ја завршил. Кривичното гонење може да повлече и казна затвор. Второ, можност за почнување на дисциплинска постапка за добивање на отказ. Раководителот на сектор, тоа е за тој најдолу што е. Раководителот на сектор. Според, ако дојде казна, казната е од 3000 до 6000 евра за секој поединечен случај. Министерот или директорот, казната е од 7500 до 15.000 евра за секој поединечен предмет. Доколку инспекторот не им ја препише оваа казна, тогаш граѓанинот може да се обрати со писмо до директорот на инспекцијата. Тој е должен да го казни и својот инспектор, зошто не ги казнил, со истата казна како што се казнуваат овие подоле, а ако не го направи тоа, казната за него е од 7500 до 15.000 евра за директорот на инспекцијата, која што не го казнила министерот или не го казнила службеникот. Следна работа што се прави е се воведуваат и нови услови за вработување во јавната администрација. И за таму ќе треба психолошки тест, и за таму ќе треба стручен тест, и за таму ќе треба тест за интегритет. И за оние кои што несовесно си ја вршат работата, можноста за отказ ќе биде многу по-лесна. Се воведува исто така една можност, секој граѓанин кога му се врши услуга, на крајот на услугата да може да даде мислење за тоа колку е задоволен. И ќе има едно апаратче со 3 копчиња: црвено, жолто и зелено. Зеленото ќе значи дека е задоволен од услугата и од односот на службеникот. Жолтото ќе значи дека е возражен. Црвеното ќе значи дека е незадоволен. При завршување на услугата, секој граѓанин ќе си притисне едно од копчињата, или ако не сака тоа да го направи, ќе може и од дома по интернет, со тоа што ќе треба да си ја побара шифрата. Ќе му дадат шифра за да се приклучи и да даде мислење колку е задоволен од службеникот. Тоа е изразување на задоволство или незадоволство. Во еден дел ќе влијае на платата на службеникот. Значи, на први кој ќе му стигне, бидејќи се ова е електронски, тоа притиснување на дугме оди во компјутерот, кој што на први ја испрва платата на службеникот. Дел се усвојуваат другата недела, дел се усвојуваат за месец, 2, 3 и стапуваат на сила до крајот на септември сите овие работи. Ке има промени кои што, пак ќе кажам, нема сите проблеми да ги решат. Меѓутоа, многу работи ќе подобрат. Се воведува и уште еден нов проект, а тој се вика нема погрешна врата. Тоа ќе значи, откако ќе се усвојат овие закони, кога ќе се влезе во некоја институција, ако граѓанинот ја погреши вратата, службеникот е должен не да му кажува иди лево, десно, право, горе, по скалите, доле, него да стане, или да му ја заврши работата таму, или лично да го однесе во канцеларијата каде што треба да оди. И затоа проектот се вика нема погрешна врата. И тоа е само дел